Žvilime gjyqësor të rumbullakojmë bashkë me zëvendës Ministrin e Drejtësisë Alen Dereban, të cilin e kam në studio. Dobrodošli во Алсат. Ви благодарам на поканата. Ке почнеме од тоа што се случи пред 2 дена во Собранието, а тоа е прифатената интерпелација и изгласување на заклучоците против 5 членови на Судскиот совет. Сега остануваме во мат позиција кој прв ке движи напред или на назад. На тој правец дали очекувате некој од 5 членови да рефлектира, како што се вика, да поднесе оставка или ке продолжа и од ваша страна и од друга страна психичката борба или притисоците? Јас како заменик министер можам да кажам дека не очекувам било кој или еден од нив, туку очекувам сите 5 да поднесат неоповиклива оставка и конечно државните интереси да ги стават над личните и теснопартиските интереси. Изгласаната интерпелација од страна на пратениците во Собранието на Република Македонија, кои што се представници на граѓаните, тие изразуваат внатре вољата на граѓаните, е сериозна. Со интерпелацијата се утврдува дека 5 мина сериозно ја загрозиле независноста, угледот, професионалноста на судската власт и на судиите и имале значаен придонес во намалување на довербата на граѓаните во судството. Тоа не е едноставна интерпелација која што мора да биде сериозно земена во предвид и сметам дека неподнесувањето оставка од нивна страна не е само на штета на судството, туку е на штета на општеството во целина. Во новиот закон за судски совет, за кој ќе треба да ми кажете до кај е постапка за донесување и работење во тој закон, се предвидува строго повеќе услови да има од што се тие сега за избор на еден член на судски совет. Дали беше потребно интерпелацијата во овој момент, се додека не се донесува новиот закон, па со новиот закон колективно да се разрешат? И секако до кај е новиот закон? Ние бевме премногу трпеливи и бевме обвинети од граѓаните дека сме премногу трпеливи со случувањата кои што се случуваат во правосудството. После сите серија на скандали, селективни изрекувања мерки притвори и селективна правда која што беше спроведувана од судството. Ова беше крај на можноста за повеќе на продолжување да го задржиме трпението спрема оваа судска власт. Ако сакаме да имаме правна држава, моравме да ги преземеме овие чекори. Законот за судскиот совет, ако конкретно прашувате, нацрт верзијата на законот беше изработена, имаше една експертска јавна дебата и 4 стручни дебати на подрачјето на 4 апелациони судови. После прибирање на сите забелешки приговори, истите се разгледуваат и ќе бидат дел од нив тие што ќе бидат прифатени и имплементирани во текстот на законот. Очекувам околу месец јуни, согласно програмата за работа на владата, истиот да биде во собраниска процедура. Сакам да збориме малце за другата борба ваша као извршна власт, а тоа е со државниот обвинител. Дали сметате дека констатациите во предлогот за разрешување можат да го терат државниот сегашниот обвинител во кривична одговорност? Констатациите за разрешување се врз основа на член 91 став 1 алинеја 6 од Законот за јавното обвинителство. И тие причини се за разрешување на јавниот обвинител. Законски се регулирани како причини за разрешување на јавниот обвинител. Дали ќе има кривична одговорност, тоа треба да го утврдат други институции, а не Министерството за правда. Не, меѓутоа во втората причина се вели за давање на класифицирани информации и деловна тајна и во тој правец. Меѓутоа јас сакам да ја прашам дали влада е посветена да го разреше државниот обвинител без разлика на тоа какво мислење ќе дава Советот на јавни обвинители. Ако на пример, извинете, ако на овој пример ви дава негативно мислење, знаете како тече постапка понатаму. Знаеме каков е составот во Советот за јавни обвинители. Не ни очекуваме да дадат позитивно мислење, позитивно да се произнесат по предлогот. Меѓутоа, согласно Законот за јавно обвинителство, нивното мислење не е облигаторно за одлучувањето. Владата предлогот за разрешување заедно со нивното мислење го доставува до Собранието и Собранието
треба да ги разгледа аргументите во предлогот за разрешување, аргументите во нивното мислење, како и аргументите на јавниот обвинител кој што има право на собраниската седница да се произнесе по однос на предлогот пред пратениците во собранието. Кога викате знаеме каков е составот во Советот на јавни обвинители, дали ова значи дека набрзо може да гледаме истиот така наречен филм како со судскиот совет и со овој состав? Не би сакал да преюдицирам, меѓутоа очигледно е дека имаме партизирани судски совет и совет за јавни обвинители и тие се најголемите виновници за состојбата која во моментов се наоѓа правосудството. Дали има договор меѓу партиите во влада или коалиционерски договор, кој треба да биде државен обвинител? Принципијален договор, секако се разбира. Нормално дека има принципиелен договор како треба да изгледа новиот јавен обвинител. Тој треба да биде бескомпромисен борец против корупцијата и криминалот. Нормално е и да ги менаџира соработењето на обвинителството, а не да се спротивставува со останатите обвинители и да се прават кланови во рамки на обвинителството. Главен непријател на обвинителството треба да бидат сторителите на криминал и корупција, а не самите обвинители меѓу себе да се пресметуваат за формирање на кланови и раздор помеѓу нив. Јавниот обвинител се избира по пат на оглас согласно законот за јавното обвинителство. Истиот треба да има 10 годишен стаж како непрекинат стаж како јавен обвинител или кривичен судија. Врз основа на кандидатите кои што се спремни да ги прифатат овие барања од нас како влада, нормално тие предлози Советот треба да даде мислење по однос на истите и од делот на предлозите за кои Советот ќе даде позитивно мислење, владата треба да предложи јавен обвинител до собранието. Гледаме последните две денови, премиерот го спомнува обвинител за организиран криминал и борба против корупција Ислам Абази лично. Дали планирате некако да дојдеме така наречеме до разрешување на Абази, па реформи и во организиран криминал? Знаете, ние како Министерство за правда постојано работиме на нови законски решенија. За да го подобриме, да донесеме квалитетна законска рамка и квалитетни законски решенија. Меѓутоа, очигледно дека со вакви персонални партиски решенија во рамки на обвинителствата и судовите, без разлика колку совршени законски решенија ние да донесеме, не можеме да воспоставиме правна држава. И ако алудирате на предходните интерпелации и предлогот за разрешување на јавниот обвинител, тие се чекор кон воспоставување на правната држава. А понатаму, за да ослободиме од партиски влијанија, криминал и корупција, правосудната власт ќе ги преземе буквално сите правни механизми кои што ни стојат на располагање. Да збориме малце за случувањата во Врховниот суд. Дали очекувате брзо да биде избран претседателот на Врховен суд или можно е вечно да остане ВД претседателот во таа позиција? Во Законот за судовите е предвидено кој може да биде претседател на Врховниот суд. Треба да има 6 години непрекинат стаж како судија во ист или повисок суд. При што е пропишано дека огласот за избор на нов претседател на Врховниот суд треба да се распише најмалце 2 месеци пред истекот на мандатот. Тоа значи, тие рокови се пропишани за да не дојдеме во ситуација Врховниот суд да остане без претседател и да треба да се поставува вршител на должноста ВД претседател на судот. Искрено се сомневам дека постапувањата на Советот одеа токму кон тоа да се остави Врховниот суд без претседател и да дојде во состојба да се постави претседател, вршител на должноста претседател на Врховниот суд по избор по нивни лични избор. Законски не е предвиден, но има пракса. Но секогаш во право не функционира по пракса. Законот е главна улога. Кандидатите за претседатели не се тестираат за интегритет, пошто се сметат како најстручни и најискусни правници. Зошто не реагиравте како ресорно министерство против ова, пошто двајцата кандидати, и Беса Адеми и Африн Фидани, моментално се тестираат за интегритет, за да исполнуваат услови за кандидати за претседател во Врховен суд. Вие, како ресорно министерство, односно министерот, е член на судски совет. Ресорниот министер е член на судскиот совет, меѓутоа без право на глас во судскиот совет. Дури и главните критики од Греко беше
тоа учеството на министерот за правда на седниците на судскиот совет и поради тие причини актуелниот министер за правда не зема учество во работата на судскиот совет за да не се интерпретира тоа како мешање на извршната во судската власт. Дополнително строго регулирано е на кои седници може да присуствува и да одлучува да учествува во работата на судскиот совет министерот за правда, меѓу кои не е седницата за избор на председател на Врховниот суд. Ние како министерство немаме законска надлежност да се мешаме во постапката и во начинот на избор на председател на Врховниот суд. Меѓутоа секако кандидатот кој што не е задоволен од изборот ќе има право да поднесе соодветни правни лекови. Не, зборуваме за почитување на законот. Тоа не е предвидено во законот, но има пракса порано во другите судови, но не во Врховен суд, што е највисока судска власт. Секако ние мора да не треба да се раководиме од праксата, треба да се почитуваат законите. Сега да прашам малце во врска со подготовката на новиот кривичен законник и законот за јавно обвинителство. За двете има работни групи. Впрочем, кривичниот законник веќе, ако не се грешам, и во Венецијанска комисија пратен за оценување. Кривичниот законник е пратен до Венецијанската комисија за оценување, после што секако ќе ги примеме забелешките по однос на одредбите од тој закон, па очекувам дека во оваа година треба истиот да биде пратен во собраниска процедура. Законот за јавно обвинителство и исто така е во финалните фази на подготовка. После завршување на таа фаза, истиот ќе биде достапен на јавноста. Имам едно прашање од редот на судиите што ми доаѓа и сакат да знаат дока е новиот правилник во Министерство за правда за судиските тоги кои не се сменети последниве 30 години и според нив датират, мислам дека од поранешна Југославија. Тоа што изгледува судија да биде авторитативен и да спроведува закон. Судските тоги не датираат од поранешна Југославија, меѓутоа да, потребно е да се донесе новиот правилник и да се обезбедат нови тоги заради угледот на самиот суд и водење на процесните постапки. Според вашата проценка, дали во судовите има потреба само за суди или има потреба и за дактилографи? Има потреба и за дактилографи, и за стручни соработници, и за суди. Има дефицит на кадар. Вие без разлика колку суди имате во еден суд, иако дефинитивно тврдам дека во секој еден суд има недостаток на судии, не може да ја обавуваат истовремено функцијата ако има помал број на дактилографи. Имаме недостаток. Свесни сме за тој проблем. Меѓутоа, по однос на недостатокот на судии, ќе треба да поработи Академијата за суди и јавни обвинители, затоа што законскиот пат начин за избор на судии регулиран со тој закон и законот за судовите. А секако, да, имаме потреба и од нови... нови... на дактилографи треба вие да работите повеќе со Министерство за финансии, така? Нормално треба да ќе излеземе во пресред во рамки на буџетот на со кој располагаме. Благодарам за ваше време во Алсат. Ви благодарам и вас.